Избрани дела е насловена најновата книга на новинарот и публицист Атанас Стасевски, чија промоција се одржа синоќа во градската библиотека Борка Талевски. На повеќе од 300 страници во книгата се објавени текстови кои ја изразуваат големината на малите луѓе и нивни судбини, интервјуа со познати и признати личности за Македонија, меѓу кои со председателот на Република Македонија Киро Глигоров, со академик Блаже Конески, а содржани се и репортажи, новели. Книгите Незаборавни сеќавања и Непокорени се извишиле до извонредно сведоштво и историја и со тоа си обезбедиле место во иднината, во картотеките од библиотеките и кај многу идни читатели, но и задолжение за идните историчари, затоа што она што е забележано во нив не може да го надмине времето, ни дневното, ни политиката. Тоа се судбини, времиња, настани, звездени мигови, ужаси, се народни болки, над се сведоштва, забележани и оставени на показ за генерациите, ке напише меѓу другото рецензентот Трајче Крстески. Атанас Стасевски е ретко надарен и парагматично афирмиран интервјуист и репортер, чии дела го вбројуваат во врвот на македонското творештво на пишаниот збор, забележал рецензентот Ристо Костов. Според него, Стасевски не е обичен хроничар, туку во своите документарни репортажи на ненаментлив начин, но со голема сугестивност, слика галерија ликови, овековечува социјално-психолошки ситуации на андричевски начин, едноставно, пластично и мајсторски. По објавувањето на првата книга Незаборавни сеќавања во 1981 година, како што вели авторот Стасевски, повеќе не е сам, зашто со него живеат хероите од неговите книги. Ви велам, драги мои, не сум повеќе сам. Со мене живеат моите херои. Како да ги слушам воздишките на Блага Ружето од мојата прва книга, која на 17 годишна возраст, во цутот на младоста, во нерамна борба со германските фашисти при ослободувањето на Ухрид, умре во скутот на мајка и Нада, ги слушам воздишките на Блага Ружето, но и воздишките на говедовата ќерка и другите мои херои, како што се плебојот од Долнени, десоецот кој една вечер тажно крикна "Збогум сабре", инженерот Андреја од новелата Чебренска љубов, кој од Чебренскиот кањон се огласи: "Младоста треба да се живее, а не да се жртвува, командире. Речното корито не се гради само за едно лето, а младоста може да прекапи само за едно лето." Со воскит ги слушам гласовите на хероите што растеа со мене и на оние што шепотеа "Љубовта повторно дојде" или "Љубовта не старее". Се приближува крајот на денешната промоција и дозволете ми да ви признам дека и како човек и како автор сум почестен со вашето присуство. Би сакал што повеќе читатели барем да разгледаат ова книга. Ако ја разгледаат, ако ја допрат, верувам дека и ќе ја засакаат. Промотор на избрани дела беше Петар Петрески, писател и директор на библиотеката Борка Талевски, која искористи можноста јавно да му се заблагодари на авторот, зашто пред повеќе од 3 децении го втурнал во водите на литературата. Атанас Стасевски е автор на повеќе сценарија за краткометражни филмови, добитник е на многу новинарски награди во Македонија и поранешна Југославија. Во 1991 година ја доби 9 септемвриската, а годинава 3 ноемвриската награда што ја доделува општинава. Автор е уште и на книгите Говедоровата ќерка, Изборна година, Чебренска љубов, Сам родител, сам гробар и Љубовта не старее. Стасевски е новинар, литерат и публицист, автор со раскошна мисла и течен израз кој изгради сопствен препознатлив стил на македонското новинарство и публицистика.